Почитувани, добро вечер. Во уште едно издание на уредничкиот брифинг на 1 ТВ. Вечерва со мене во студиото се Африм Гаши од Беса. Добро вечер, господин Гаши. Добро вечер, благодарам. И мојот колега Исен Салиун, главен уредник на Лајм. Исен, здраво. Добро вечер, фала за поканата. Да. Темата на овој брифинг е реконструкцијата на владата и се она што се случува околу можниот влез на двете Беси во владата на премиерот Заев. Во случајов Дуи некако е по страна, би рекол мртва ладна, но очигледно е дека сепак имаат они големо влијание што се одолговлекува најавуваната неколку пати од премиерот реконструкција на владата. Ми се чини дека тука е проблем околу Министерството за правда. Владата веќе повеќе од еден месец нема министер. Министерот од Дуи се повлече само од функцијата. Во јавноста и во медиумите се шпекулира дека СДСМ заради реформите кои што сакаат да се спроведат во правосудството, сака тој ресор да го пополни со свој кандидат, а за возврат би го препуштиле Министерството за образование на Дуи. Но Дуи засега не дава такви сигнали дека ќе се согласи со тоа, но останува да видиме дали Заев ќе успее да го направи тоа што го замислил да го направи, да направи реконструкција на влада која што би била поефикасна од ова што уште малку па една година, на 30 ми се чини овој месец, една година од како владее. Реков, вечерва е тука Африм Гаши, тој е од Беса. Знаете, Беса е поделена. Јас викам две крила и јавноста. Две крила на Беса, едно Скопско и едно Тетовско. Скопското е Гаши. Гаши не се согласува многу со таквата поделба на Скопско и Тетовско крило на партијата. Секако, дека не се согласуваме. Вие сте две партии, сакаш да кажеш? Да, ние имавме два конгреса. Значи, тоа се две одделни политички структури кои имаат своја организација, своји тела, органи. Заедничко ние само едно нешто, тоа што и ние и тие го тврдат дека се повикуваме наследници на името Беса. Ние го црпиме легитимитетот од нашите структури, поранешни кога бевме заедно, мнозинството од основачите, мнозинството од Централниот совет, мнозинството од председателството, луѓето кои ја почна идејава, која ја нарекувале и дале име на оваа партија така, се овде, кај нас, и затоа ние мислиме дека легитимитетот го црпиме целосно ние. Но знаете, во Македонија во тек се реформи во правосудството, така да легитимитетот и легалитетот не идат секогаш заедно. Судот, општинскиот, основниот суд го даде легитимитетот, се уште го дава на Билал Касами, на тоа Тетовско крило, стариот лидер, ви беше и вас лидер на првата Беса. Ќе разговараме околу тоа. На стартот премиерот Заев разговара и со едното и со другото крило, односно со двете Разговара со две партии. Да, и јас викам две партии Беса во една влада. На вашите противници политички, од тоа што можам да видам како нивни изјави и размислување дека не им пречи во иста влада да бидете и вие и тие. Како ќе функционирате две Беси? Вие имате тројца пратеници, они имаат двајца. Така е. Еден пратеник уште на стартот ја напушти Беса и се префрли во Дуи. Така беше? Не е точно тоа. Шестиот пратеник каде отиде? Не, ние имаме 5 пратеници.
Тоа е случајот со Алијансата на албанците. Они имаат 3 и еден сега е председател на НДП. Ние имавме 5 пратеници. При оваа поделба во наша страна се 3 спрема 2. Да. Што се однесува Тука сте во предност. Да, секаде сме во предност. Да? И на терен? И на терен, секако над 80% од структурите се тука. Затоа ви реков целосно легитимитетот и реалноста, де факто ситуацијата е на наша страна и затоа ние многу не сме преоптоварени со тоа каде ќе останат печатите, кој ќе го црпи, кој ќе црпи легалноста, затоа што во 2014 кога ја формиравме БЕСА, околу 5-6 месеци траеше процесот на регистрација, па ние функциониравме политички без проблем. Ние стоиме на стојалиштето дека најбитно за еден политички субјект е концептот, платформата и луѓето кои ја водат таа платформа. Затоа не сме многу преоптоварени, но сакаме тоа да заврши. Во парламентот тие 3 пратеници се сега независни или пратеници на БЕС? Не, затоа што сите 5 пратеници тврдат дека се пратеници на БЕСа. На БЕСа. И проблемот е додека не заврши судскиот спор и судот не реши кој дефинитивно кога ќе има БЕСа. Во тој случај ние дури нема да чекаме до крај тоа да се реши. Ако и апелација брзо чекаме одлука, реши да против нас, тогаш ние многу брзо ќе ја преимениме, ќе го преимениме субјектот, да, ново име ќе ставиме и ќе продолжиме. Ние сме доста добро познати во јавноста, знаеме кои се тие фигури, кој е кај нас, што представуваме во политичкиот ареал во Македонија. Ќе ве прашам после за тие работи. Се сакам колегата Исен да го прашам, што мисли сега вака за преговори на 2 БЕСи за во една влада? Прагматично од премиерот Заев, бидејќи сака да го зголеми мнозинството. Очигледно е тоа. Но некако владата, државата ја чека еден неизвестен период. Се надевавме дека сме многу близко до решение на проблемот на името. Влез во НАТО. Да, сега пак нешто јас имам впечаток, но и јавноста дека во последен момент се комплицираат повторно работите. Меѓутоа, како и да е и да се реши името и да не се реши, мислам дека ќе би било добро за владата да има постабилно мнозинство, да се реконструира, да се прошири, бидејќи на тој начин полесно ќе се надминат процесите кои следуваат, без разлика дали ќе станеме членка на НАТО, дали ќе се реши проблемот на името. За тоа треба да се гласа и во собрание. Што поголемо е мнозинството, толку ќе биде подобро. Се уште не е целосно јасно што треба да се гласа, како треба да се гласа, што треба да се менува, што нема да се менува. Меѓутоа, во секој случај, поширока влада и кај јавноста ќе дава поголема сигурност за надминување на овие проблеми. 2 БЕСи во иста влада. Мислам дека после ова што господинот Гаши го објасни, мислам дека нема да има 2 БЕСи во иста влада, ќе биде една. Ќе се помират? Па, еве, веќе објасни господинот Гаши дека оние, ако ја изгубат правната битка за легалноста, дека ќе барат друго име. Битно е за мене, побитно од тоа какви ќе бидат имињата, колку БЕСи ќе бидат во владата, е тоа што сака да го донесат тие во влада. Каков квалитет, дали ќе донесат квалитетни кадри? Да, јавноста е повеќе ја интересира тоа кое министерство ќе припадне на која партија, кое е јавно предпријатие, кој е заменик министер. Меѓутоа, јас мислам дека најбитно е тоа, затоа баш би сакал да го слушнам и ставот на господинот Гаши, што они сакат ново да внесат у владата. На преговорите со Заев, веројатно разговарате за тоа, бидејќи нема уште, колку што знам... Да, освен ресорите, нема поделба некоја и стрикно
кој ќе добро добие што се ресор, кој не. начна ова прашање, затоа што пред да зборуваме за проширување на влада, треба да го објасниме прво контекстот, политичкиот контекст во кој се наоѓаме. Без разлика на нашиот спор внатрешен кој го имаме како политички субјект, ние не би пристапиле кон овие преговори ако не би било актуелниот политички контекст кој се одвива денес во Македонија, тоа е решавањето на спорот со името. Да, и сакате да бидете дел од влада која што го... Токму е тоа. Ние сакаме во еден историски момент, кога се решава едно битно прашање, кога мислиме дека Македонија како држава може конечно да раскрсти со својата ориентација геополитичка, мислиме дека многу важно кој на која страна бил во тоа време. И затоа мислиме ние дека треба да се помогне на таа влада која има намера Македонија да ја понесе во таа насока за која мислам дека сите граѓани имаат, повеќето граѓани во Македонија имаат согласност, а во однос на различностите кои ги имаме во државата, дури и етничка, и религиозна, и културна, и секаква, тоа е прашање за кое е кохезивно прашање кој сите граѓани ги поврзува. Ние сакаме таа кохезивност да ја зајакнеме и да дадеме дополнителна енергија на овој процес. И ова мора да се знае. Да не беше овој процес, ние ќе се занимававме денес со ребрендирање нашиот субјект или со беса, со нашите работи во собрание и така натаму. Но ова е битно. Другиот дел, зошто мислиме дека сакајќи нешто да поправиме во влада, може пренесувајќи ги конфликтите надворешни во влада, може да направиме и поголема штета. Ако е таму ДУИ, ДПА и има две беси, како што ги викате вие, тогаш навистина не знам дали може се поставува прашање дали тоа може да представи поголем проблем отколку помош на владата. Тоа ми беше идејата и јас го наснав еднаш во една пресконференција. Кажав дека мислам дека премиерот може да не сака такви конфликти да пренесе во својата влада по аналогија Европска унија и НАТО така работат. Они не сакаат без да ги решите проблемите со вашите соседи, не сакаат проблеми да внесат. Секако ако бидеме дел од влада, сакам сега да одговорам на прашањето. Прво што ни е битно, приоритетно, освен таа енергија што сакаме да дадеме во процесот, е да бидеме и да дадеме најквалитетни кадри што може да постојат во Македонија. И што ги имаме ние. Што ги имате вие како кадар. Значи, два главни приоритета ќе имаме. Прво, квалитетни кадри и второ, сакаме да бидеме окото на граѓаните на борбата против корупција внатре во влада. Ние сакаме да бидеме распознаети по тоа што ќе бидеме дел од влада, ако имаме еден-два министри без разлика како ќе завршат преговорите. Јас би сакал како лидер на таа партија утре сите граѓани на Македонија да ја распознаат беса по тоа што се бори против корупција. Мислиме дека тоа е многу битно за државата. Особено е битно што ако се отворат преговорите, едно од првите поглави е токму владење на право и борба против корупција и сакаме ние таа енергија да ја внесеме. Јас ќе бидам безкомпромисен во таа борба против корупција. Прво со моите кадри, со нашите кадри на нашата политичка партија, а понатаму кога веќе вие ги контролирате вашите кадри, ќе направиме притисок и во другите политички партии, секаде каде што ќе има индикации, каде што ние ќе видиме дека нешто не е во ред во владата, ние тоа ќе го објавиме, ќе направиме притисок да се отстранат таквите негативни влијанија. Тоа е нешто што би сакал да биде како распознаето во бесад. Една друг елемент што би сакал да го наснам е тоа што освен квалитетните кадри, јас би сакал да донесеме и успешни албанци кои живеат надвор од државата, кои се поврзани со концептот на беса и кои би сакале да се вратат овде и да помогнат. Со тоа сакаме да покажеме знак дека ние тие луѓе кои отишле во оваа држава ги почитуваме, ги вреднуваме и сакаме да покажеме дека
и на младите кои се тука да не бегаат од оваа држава, дека има луѓе, има политички субјекти кои ги ценат нивните вредности, а особено и тие што се надвор и што се успешни во западните држави, да им овозможиме добра атмосфера да се вратат и они. И друга карактеристика, да не должам повеќе, би сакал сакам јас да ве прашам. Ќе биде карактеристично, јас ќе направам све тоа да биде така, албанските функционерите на БЕСА нема да се однесуваат гетоизирачки, ниту нема да имаат разлика во пристапот кон граѓаните. Никаква разлика во однос на етничката, културна и религиозна. Ова сему го кажавте на премиерот Заев? Да. Кога последен пат се сретнавте со Заев? Во понеделник. Има најави дека викендов ќе има интензивни преговори уште и дека конечно се ближи денот на кој ќе биде објавена реконструкцијата, кој ќе бидат новите. И ние би сакале побрзо да се решат овие. Имате ли од тие разговори нешто опипливо што би можеле вие да добиете, односно да партиципирате во таа влада? Барате ли и поставувате ли вие некои услови? Не би сакал, јас не сме ги водели разговорите со премиерот врз база на условување. Повеќе сме разговарали за кои принципи, како мислиме ние дека би било добро и како би помогнале ние на оваа влада. Нормално е, сме кажале кои работи би биле проблем за нас. Значи, ви кажав дека ако пренесеме еден конфликт внатрешен во влада, може би тоа и да е проблематично за нас. Тоа е сосема реално да го пренесете конфликт. Да. Ајде да слушнеме последната изјава на премиерот за реконструкција на владата, кога, како би се случило тоа. Тој многу веќе неколку пати ја одложи и очигледно е дека тие преговори не одат баш лесно и договарањето околу тоа како ќе биде не оди баш лесно. Али Ахмети во една изјава кажа дека ние не сме на бит пазар па да даваме или да делиме нешто. И ќе ја замолам режијата, последната изјава од пред 4 дена на премиерот Заев, прашан кога ќе биде конечно реконструкцијата на владата. Верувајте, суштини се во разговори. Може на крајот да се случи повеќе ресори да се менуваат, повеќе директори, може да се случи никој да не се менува. Во зависност од тоа како ќе течат самите разговори. Ама не е од разговорите, од резултатите од работењето? Еден дел е од разговорите заради зголемување на парламентарното мнозинство, реков дека тоа е иницијалната причина, а после тоа согласно и резултатите од работењето. Сакам насекаде во самите институции за кои што и паралелно правам анализа, да ги видам резултатите од промените на власта. Сакам да знам што тоа се променило за подобро или слично. Тоа се важните критериуми, така да верувајте, штом ќе имам било што ново, јас ќе го споделам тоа со јавност. Викендов разговаравте со не е во ред да ги споделувам информациите јавно, односно јавно да преговарам преку медиумите. Сакам да успее овој процес, онака колку што постои подготвеност од двете страни за преговори, односно помалите опозициони партии со кои што преговарам и нашата владеачка страна, а истовремено за деталите, за причините, за одредените промени кои што ќе се случат во извршната власт, ќе информирам детално јавност. Исен, како ти се чини ова што го зборува Африм Гаши? Дека идејата им е да внесат квалитетни кадри. Последните информации денеска од Радио Дојче Веле еден текст во кој што се повикува на извори од СДСМ се дека можеби во реконструкцијата ќе нема реконструирање на министри, туку на заменици министри и на директори. Дали тука премиерот Заев мисли да ги задоволи евентуално двете БЕСИ и ДПА, бидејќи на некој начин дуи реков седи по страна и има едномислење во јавноста дека Али Ахмети го држи во заложништво премиерот Заев. Да не може да направи таква реконструкција како што би замислил. Би почнал од првиот дел на вашето прашање. Значи, начелно тоа е за поздравување. Секоја намера што доаѓа
од било кој политички субјект за поефикасна, посилна борба против корупцијата, против нетранспарентноста. Мислам дека правна држава, слободни медиуми. Така, добро дојдена. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека тоа на почетокот го најавуваат сите политички партии, сите политичари, сите функционери. Да, ветуваат. Мислам дека треба да има некој акциски план конкретен за тоа како би изгледало. А мислиш дека имаат или се прави реконструкција за за да се добие бројка поголема на мнозинство? Па би било добро да го има. Немам информации дека го има. У секој случај новата влада што ја имаме во тој правец е многу понапредна, ако може така да кажам, во споредба со претходната влада. Меѓутоа, ова влада па нема 10 години како претходната, па да знаеме дали до крај ќе одат со тие намери. Дефинитивно на владата на Македонија како држава и требат поквалитетни кадри. Јас се чудам зошто досега не е направен посериозен обид за да се направи тоа што го спомна Гаши, дека обид за вклучување на многу успешни поединци. Што не би морало да бидат членови на партијата. Така, да, и што не живеат у Македонија, туку се докажани во многу развиени земји како успешни кадри. Ги има албанци, ги има македонци, ги има од сите националности. Таа намера е дефинитивно за поздравување. Мислам дека не треба да останува само на заложба, треба и конкретно да се покаже. Такви луѓе ни требат на што повисоки позиции, на што позначајни позиции. Тоа е моето мислење во врска со ова. Дали ќе успее премиерот Заев целото проширување да го изведе на мал простор со заменички места, со директорски и можеби со испразнетото има и празни министерство без ресори. Да, и без ресори. Од Рами Смерко и уште едно има место. Да, мислам дека тоа многу ќе зависи од тоа со колку партии, со кои партии ќе успее премиерот да постигне договор за да ја прошири владата. Се спомнува Беса на Гаши, се спомнува ДПА, се спомнува Беса на Касами, се спомнува дури социјалистите на Дзинго у некои верзии. Така да очигледно е значи расположението на Дуи да отстапи што е можно помалку од својот дел од колачот во владата. Дека Дуи не е спремна и нема да отстапи од тоа што го има во владата. Па ако зависи само од нив, мислам дека нема да отстапат. Меѓутоа зависи какви се позициите внатре во владата. Министерството за правда стои празно долго време, тоа е индикативно, мислам и што не е добро бидејќи скоро јасен знак дека тој ресор е во барабанот за комбинациите што се прават. И не знам, можеби ќе имаме и нови министерства, не знам дали до таму ќе оди работата или нови министерства без ресор, тие пак најлесно се може да се создават како институции. Еве, господинот Гаши вели дека не дошле во тие разговори, барем на тие што тој бил, не дошле до персонални решенија, до поделба на ресори, немало такви разговори. Вие оптимистите дека овој викенд веќе имате закажано повторно средба, преговори? Не, но на последната средба и премиерот и мене ми најави дека планира да ги интензивира преговорите овие денови, па и ние очекуваме дека овој викенд може би... Праша ли премиерот вас дали барате министерско место? Не разговаравме за тоа. Воопшто? Воопшто.
он има намера, мислам дека да ни понуди министерско место, но навистина не дојдовме до точката на понуда, на конкретна понуда за да може ние да одлучиме. Но би сакал да се надоврзам на тоа што го збореше новинарот Салију. Знаете, за секоја работа е потребна волја од двете страни. Ние и минатата година бевме во преговори, но иако имавме желба да бидеме дел од влада. Тоа сакав и да ве прашам. Да. Зошто Беса не влезе пред една година во владата? Па тогаш имавме... Што беше причината? Внатрешна ваша поделба уште тогаш или? Не беше причината тоа. Прво е цена на неискуство, прва работа, а втора работа е, сакам да бидам искрен и да признам некогаш, луѓе сме и треба да признаваме кога правиме грешки. Втора работа е што е главна, и тогаш немаше многу добра изразена волја од СДСМ да бидеме ние дел од влада. Ви оставија само на вас, ако... Они сака ние да бидеме, но по нивна мерка. Да. По нивна мерка и каде што Дуи ќе имаше доминантна ситуација. Дуи сега ќе има повеќе пратеници. Вие имате 3, они имаат 11. Со Амди Бајрам... Не, ние тогаш работава беше дека... Тогаш имате 5. Ние имавме 5, они 10, а со гласови, они има 85.000, ние околу 60. Да, но се бројат пратениците. Да, но треба да се размислува и во иднина како ќе се движат политичките субјекти. Ние сме многу млад политички субјект, ние доаѓаме, они се во заминување, барем така мислам јас. Така да треба да се има перспектива. Ние сакавме да влеземе достоинствено. Истото го имаме и сега. Значи, докажавме и тогаш дека не сакаме да бидеме дел од влада по секоја цена. Значи, не сме ја формирале Беса, нашиот политички субјект, за да бидеме дел од влада. Прво и начелно, оваа политичка партија сме ја правеле за вредности. И за тие вредности ние се бориме. Без разлика дали сте позиција, опозиција, дали сте новинар, дали сте член на некоја невладина организација. Во вредностите во кои верувате, вие се борите. И не е пресудно дали ќе бидете дел од влада или дел од опозиција. Така да ова треба да им биде јасно на граѓаните. Ние не сме ја правиле партијава за да бидеме по секоја цена дел од влада, понижени таму. Ако мислиме, ако ние заедно во нашите органи... Што значи понижени? Ако немате министри? Па, да оставиме органите да одлучат. Мислам дека ние имаме колективни органи, председателство, централен собрание, и таму ќе треба да се гласа за тоа. Ако мисла дека без министри повеќето мисла дека тоа ќе биде навредливо за нас. Ако мислат така, тогаш ние ќе излеземе и ќе кажеме дека оваа понуда не беше достоинствена за нас. Така натаму, но сепак процесот за кој зборовме претходно ќе продолжиме да го помагаме. Конструктивни. Како што беше и во последната година. Да бидам искрен, и тоа премиерот неколку пати го знае и го има истакнато. Беса даде голем придонес за овој реформски процес што е дојден до денес. Многу тешко они собираа кворум, не им помага, поминуваа закони. Ние секогаш бевме тука да им помогнеме, верувајќи во тие вредности дека помагаме на еден процес кој е добар за сите граѓани. Сето дека во оваа држава и некаде се одвиваат процеси кои се за доброто на сите граѓани, да знаете дека овој политички субјект кој јас го водам ќе биде на таа страна. Ако е нешто против интересите на граѓаните, ние ќе застанеме во борба против тие негативни влијанија и дејности и без разлика која ќе биде цената. Премиерот пред некој ден во една изјава во една телевизија кажа дека во минатата влада формирале штаб заеднички како не следеле нас и СДСМ и шарената револуција. Значи, ние сме биле на мета на државните органи. И новинарите биле, и сите биле. Да. Така да, ние сме плаќале цена за тоа што државата била против нас. Сега, не може да се правиме наудрени дека ништо не се случувало. Некој се уште тоа го трпи.
Ама јас сум убеден дека вреди, без разлика на политички резултат на избори утре, да се бори за некои вредности во кои верувате дека е за доброто на сите. Јас апсолутно се согласувам и ви верувам дека мислите дека граѓаните ќе прочитаат дека за нивно добро работите, но како да веруваате во случајов на Беса, кога сами во себе не најдовте начин да се справите, туку се расцепивте. Да, во право сте потполно, но ако сакате да гледате одделно во нашиот субјект, во ред анализата е таа и резултатот. Но ако ги анализираме сите политички субјекти, ма јасно е тоа, ќе се седите на Панорама, на Тито Петковски, на милион така е. поделби и Во расцепи. случајов е актуелна Беса. Да, во случајов И влегувањето на двете Беси во владата. Знаете што, патот кој ние сме го почнале е малце потежок. Знаете, сте во позиција да влезете, да бидете дел од влада, на тие искушенија вие давате отпор. Затоа што верувате во некоја повисока цел. И не се сите луѓе спремни да останат во овој пат. И јас очекувам и понатаму да луѓе кои се денес со нас, да не можат да го издржат ова. Но јас верувам дека ова е единствениот начин како би можеле да ние самите да бидеме успешни и како такви да им помогнеме и на граѓаните. Сме се нафатиле да формираме политички субјект кој ќе биде во служба на сите граѓани. Прво, единствено треба ние помеѓу нас да си веруваме во тоа и да си го изодиме тој пат. И сем пред малку го спомна тоа што сите политички партии зборуваат така и кога против корупција и криминал и кога доаѓаат на власт подлегнуваат. Забораваат на тоа. Затоа оваа борба мора да се остане до крај во оваа борба, без разлика на цената. Јас сум подготвен оваа борба да одам до крај. Мене не ми е битна политичката кариера, колку ми е битно како ќе живеам како човек и граѓани во оваа држава. Правна држава, да. Ако јас сум убеден и цврсто стојам на стојалиштето дека се додека јас сум на чело на оваа партија, заедно ќе се бориме против тие негативни влијанија. Дали биле во влада, опозиција, не е битно за нас. Битно е да се бориме за вредностите во кои веруваме. Ајде да бидеме коректни во овој ТВ брифинг, да ја имаме условно и другата страна, односно да го слушнеме ставот и на другата Беса, според студот и според документите се уште легитимна. Легитимна е Беса. Легална, не е легитимна. Да, легална, да. Билјако Касами, лидерот на таа Беса е на пат и денеска земавме една изјава од неговиот генерален секретарот на Беса, Аријанит Хоџа. Режија, ќе ве замолам да пуштиме неговата изјава. Господине Хоџа, Беса излезе со став дека е за влез во владата и бара едно министерско место. Имате двајца партиници во собранието. Дали уште преговарате за министерско место или има дали тоа е конечно ваше барање или има простор желбите да се прилагодат на можностите? Значи, до овој момент ние сме зборувале начелно со премиерот за нашиот пристап кон владата. Значи, една е вистина дека ние и во овој дел, како опозициона партија, во делот на реформите и тие што требаше да се поддржат за унапредување на демократијата, за правната држава, за приближување со Европската Унија, ние сме биле конструктивно и во овој дел. Нормално, бидејќи имавме понуда за да бидеме дел од владата, и таа понуда ние ја разгледавме како партија, сме подготвени да ги земаме нашите позиции и одговорности како политичка партија, и тоа што сме зборувале, значи е точно дека сме зборувале за да имаме едно ресорно министерство, и е останато на тоа. Премиерот, значи, сега треба со сите други партнери да ги усогласи барањата, да ги усогласи тоа што и во самите досегашни коалициони партнери да ги усогласат позициите, па да може јавно или да ни понуди, значи, после тоа кои се ресорите што се во суштина што треба да ги добиваме и да земаме одговорност за менаџирање со нив.
Дали господинот Касами имаше средба со премиерот Заев како што беше најавено неделава уште една и докаде конкретно се преговорите? Значи немало една средба, имало неколку средби, имало и контакти во ниво на партии, во ниво на подпредседатели, генерални секретари. Значи комуникацијата се одвива во тек, многу конструктивна, значи за дело што сме зборувале, значи не се зборува само за просто поделба на ресори или поделба на кадри што треба да бидат присутни или да земат одговорност во власта, е зборувано за еден цел процес и за кадрите што ние може да ги понудиме за да има подобрување на одговорностите што власта ги има кон граѓаните и кон целата држава. Така да мислам дека процесот се одвивало во многу нормален ред, конструктивно, без никакви проблеми, без никакви да кажам одолговлекувања во овој дел, но нормално е процес на преговори, е процес на изнаоѓање на најдобро решение што ќе биде за владата, за партиите, за државата, така да останува уште неколку дена до тоа да се заокружи цел овој процес. Имате ли вие конкретно за кое министерство сакате да го добиете и кое име на licitacija примерот кај вас, односно кој би бил министер на кој ресор од ВЕС? Значи, вака, јас го кажав тоа и претходно. Ние, значи, имаме кадри подготвени во партијата за многу министерства и за многу ресори. Но бидејќи сега не е формирање на влада, туку е реконструкција и можностите и просторот за менување на тоа не зависи само од нас како политичка партија. Нормално, премиерот Заев има коалиција со други политички партии, треба да ги усогласи со нив и реално ние очекуваме да биде ресор што ние ќе докажеме дека навистина може поинаку да се работи. Не е работата да пуштиме само министер или само да вработиме човек. Битно за нас е процесот или тоа ресорно министерство што ние ќе го земаме да има резултати за после тоа да кажеме дека навистина присуството на БЕСА во владата даде нешто плюс. Не е работата само за кадри или имиња. Моментално, значи, не сме разговарале за имиња, чекаме да видиме кој ќе биде предлогот од страна на премиерот, па врз основа на тоа и ќе за многу брзо време органите на партијата ќе одлучат и за ресорното министерство, но и за другите втори или трети еншалони во делот на власт. Кои ресори во моментов се отворени, кои се во игра во преговорите? Бидејќи сме во тек на преговори, не е добро во јавноста да се сподели тоа, бидејќи не е нешто што и треба и да се крие, пошто е процес што за 2-3 дена јавно ќе се отвара. Не би сакал јавно да ги кажувам кои се ресорите, бидејќи не сме само ние како политичка партија во игра, има и други политички партии. Затоа би сакал јавноста да се стрпи уште неколку дена со тоа што јавно ќе излезе што точно зема БЕСА и другите политички партии. Премиерот изјави дека преговара и со другото крило на БЕСА со господинот Гаши. И оттаму расположени се за влез во владата и они бараат министерско место, меѓутоа имат еден услов, односно или вие или тие во една влада. Како го коментирате тоа? Како прво, значи, нема две БЕСи. Значи, има една движење БЕСА, тоа сме ние. Значи, ако се почитуваат и законските норми, тоа како се регистрираат политичките партии, движењето БЕСА има еден преседател и тоа е Билал Касами. Значи, ние знаеме за чувствителноста на тоа што и се деси на БЕСА, но нормално знаеме и за тоа дека другата група, што моментално има тројца пратеници, нема друга опција освен да формира политичка партија. И нормално, тие доколку би формирале политичка партија или се одлучат да се приклучат, било тоа на СДС или било тоа на ДПА, значи, ние ќе ги почитуваме како партнери во власта ако евентуално би се приклучиле. Ние немаме таков проблем. Значи, од моментот ние не сме пристапиле на тоа кој би бил дел од власта или кој не би бил. Ако памтите во периодот кога ние преговаравме, кога и бевме заедно, значи имаше информации во јавноста дека и ДУИ прави проблем за приклучување на БЕСА. И сега која би било поентата ние да правиме проблеми на луѓето што до вчера сме биле и заедно. Така да мислам дека за нас не е никаков проблем, ние преговараме за нашите позиции, за нашиот дел на одговорноста во владата. Тие се политичка партија или се во формирање, пошто тоа реално и го објави премиерот Заев. Така да мислам дека тие ќе мора да кажат јавно дека формираат политичка партија и да ги бранат позициите на политичката партија што тие веќе ќе ја формираат. А на можноста двете
да речеме, Беси да се најдат во иста влада, гледате како можност, шанса за зближување или нов мегдан за уште продлабочување на расколот? Значи, како прво? Значи, нема две беси. Уште еднаш го потенцирам тоа. Значи, ова е една беса. Доколку се одлучат да се вратат во матичната партија, вратите се отворени. Не цело време тоа сме го кажеле. И во време на Конгресот, и после тоа. Значи, ова не е работа на индивидуи. Значи, ова е концептуална работа и работа на партијата. Тие се пратеници на беса. Ние би сакале на вистина тие да дојдат и да се приклучат во партијата. Но доколку тие се одлучиле на друг пристап, значи не е пристапот со тоа што го злоупотребуваат името на движењето Беса. Така да за нас не е никаков проблем. Значи доколку бидеме коалициони партнери, нормално дека ние ќе треба да соработуваме во делот на власта, како што ќе соработуваме и со ДУИ, со СДСМ и со тие. Но работата е просто не е проблемот кај нас. Проблемот треба да го решават тие. Ако тие поставиле на пример узлов дека ако ние сме дел од владата, тогаш на вистина треба тие да видат, или пак премиерот Заев треба да види, значи дали ќе прифати една политичка партија со такви условувања, пошто друго е да се условува политички, друго е да се условува без никаков пристап како што го прави на пример Гаши. И тоа јавно го кажа. Иако јас мислам дека има ретерирање, пошто не е прв и последен пат за Гаши во јавноста да има значи изјави од типот на менување на изјавите, менување на партиските одлуки, така да не би сакал да го коментирам повеќе тоа. Мислам дека нашиот дел на позициите се многу јасни и кристално чисти. Што се промени во Беса од пред една година за сега да бидете заинтересирани за влез во влада? Значи, имаше и во тоа време заинтересираност за да се биде дел од владата. Нормално имаше други околности после целата тие процеси што се случија. Моментално, значи, ние сме ги поддржале сите процеси и реформи во делот на државата, реформите во правосудството и така натаму. Моментот го почувствувавме дека ние треба да земаме и одговорност како политичка партија, пошто веќе тоа го правиме во собрание, имаме кадри што може да го помогнеме во овој процес. Сме во ситуација дека Македонија е многу близко за решавање на спорот со името, во ситуација што може да добиеме покана за НАТО, преговори за Европска Унија. Сакаме да бидеме дел од овој процес, да помогнеме, пошто моментално не треба да се гледат политички наети и овие прекупувања што се дешават. Откако ќе заврши овој процес, откако Македонија ќе има безбедност, раст и тоа, после ние пак може да го тераме тој политички фолклор што цело време го терат политичките партии. Но тука ние правиме разликата како партија, значи интересите на граѓаните ги ставаме за прв пат пред интересите на политичката партија или партиските интереси. Така да мислам дека ова треба да се сфати јасно, многу сериозно, многу позитивно, дека треба еднаш за секогаш, значи Македонија да ја носиме таму каде што е местото во Европската Унија, во НАТО. Господин Гаши, гестикулиравте, но рековте дека нема да коментирате вакви изјави од некој ваш бивш сопартиец. Мислам дека треба да се почитуваат вашите гледачи и јас заради нивната ментална хигиена не би коментирал вакви изјави и не можам јас да паднам толку доле, а и затоа што ве почитувам вас и вашите гледачи, би продолжил со тоа што ние го зборувавме. Ова е веќе тотално нешто друго. Во ред. Исни? Исен? Како во медиумите на албански јазик се следили реконструкцијава ова околу Беса, влегувањето на ДПА, учеството, разговорите на премиерот, преговорите, ДУИ, кои што очигледно дека од позиција на некоја нивна моќ игнорираат и веќе една недела, 10 дена, мислам дека ова една од централните теми кај албанските медиуми, што се следи со најголем интерес од страна на медиумите, се разликува во зависност од
тоа кој медиум до кого е близок или Да. Така и за кого нашите покажува медии, одредени симпатии за кој субјект, зависи и аголот од кој што се гледа, меѓутоа мислам дека неутралните медиуми се едногласни дека би било добро за Македонија владата да се прошири, Да. да има поголем капацитет за да Поголемо се мнозинство да има, да, постабилно да биде. за да се справува со времето, со процесите кои што доаѓаат. Освен владата, мислам дека и собранието функционира многу тешко во последно време и тоа се нотира доста кај албанските медиуми. Двајца, тројца пратеници да одат од власта да одат на пат, собранието се блокира, не може да обезбеди кворум. Кворум, да. И не може да се одржуваат седници. Тоа трае веќе предолго, мислам. И тоа е многу битно да се надмине, бидејќи во секој случај собранието наскоро ќе се врати во центарот на збиднувањата. Ќе мора да се врати. Ако се постигне решение, договор за името, мислам дека собранието ќе ја има својата улога централна. Така да тоа медиумите кои што се блиску до власта, тие од време на време пуштат. Која власт, Додуи? Да. Од време на време пуштат само кратки информации дека Ахмети одлучува кој ќе влезе, Дуи одлучува, значи се повикуваат на извори, нема. Па имаше и една нема некои спекулација изјави. пред некој ден господинот Афим Гаши на ТВ21 дека ќе бидете нов министер за образование. Јас тогаш ве побарав, вие рековте дека никој нити ми понудил, нити пак сум размислувал за тоа. Токму така, да. Има премногу Зошто спекулации. ја пуштија таа информација? Па мислам дека актуелна тема, еве затоа што вие го разговарате Ама денес. веќе конкретно дека сте добиле понуда за министер за образование. Не, точно јас не сакам, не би сакал јас да бидам министер, имаме подобри, поквалитетни кадри. Јас сакам да најдеме многу подобри луѓе од нас. Ви кажав пред малку која ми е намерата, да најдеме квадри. Да. Така да во таа насока се движат, има премногу шпекулации, ми пречи што се сака да се формира една перцепција дека се трча кој прв ќе стигне таму. Јас жалам за таа перцепција што некој сака да ја креира. Не би сакал. Мислите премиерот Заев дека ја креира или Не, повеќе тоа медиумите го прават. Мислам дека тоа не е здраво за никого, особено за политичките субјекти кои за нас кои се дел од тие преговори. Затоа работава што нема конкретно се уште, а многу долго се зборува за ова. И затоа медиумите, има премногу медиуми во Македонија. Добро, да. И они треба да работат својата работа. Но не е добро да се користат такви имиња. Ова што го спомнавте вие беше лично за мене, но и за друго име. Не, мислам дека не е фер да се стават такви имиња во јавноста за да се креира вакви перцепции кај граѓаните. Тоа што е битно, уште еднаш сакам да го спомнам, дека цело време зборуваме за некој вредносен систем. Треба граѓаните на Македонија да знаат дека таа политичка партија која јас ја представувам, Движењето Беса, се уште ние се повикуваме на тоа име, сакаме да донесеме нов квалитет. И кога се формиравме за тие начала. Денес, кога ја имаме таа можност да докажеме, ќе работиме се затоа што има премногу заеднички проблеми кои не тангираат. Албанските политички субјекти можеби направија погрешен чекор, пристапот им беше цело време бара нешто само за нив, за нас. И тоа на некако оставаше горко. Нека ги интересира само
малцинските правата, да јазик. Ние имаме еден друг пристап, сакаме да покажеме дека на крај се е заокружено веќе решено. Токму така, но сепак само во една добра држава, стабилна, развојна, која ќе има благосостојба, може и албанците, и македонците, и другите заедници да си го живеат своите права. Ако немаме добар правосуден систем, како што немавме, нормално дека ќе има монтирани политички процеси. Тие судови некогаш беа етнички ориентирани против една етничка заедница, па потоа стана против една против политички партии, така иде тоа фрагментирање. Една за секогаш мислам дека секојдневните, дневно-политичките борби треба да ги оставиме во едно второ и трето ниво, но тие кои ја водат државата, државнички треба да се размислува како да направиме една држава која ќе биде стабилна, која ќе биде развојна, каде ќе има економски развој и каде сите граѓани ќе ги уживаат своите права. Ако не размислуваме првенствено за ова, сите заедно, ние кои што сме се нафатиле за ова, мислам дека уште долго време ќе чекаме да си живееме во добра држава и така како што гледаме секој ден ни одат луѓе од државата. Да. Ни одат и младите кадри, што е многу лошо и ако продолжиме со овој терк, мислам дека за некое време толку малку ќе останеме што ќе бидеме небитни и за нас самите. Јас кога зборам дури за албанскиот јазик, им викам дека прво приоритетно и од албанска политичка страна, ако сакате да бидете големиот патриот, треба да ги задржиме луѓе во тука, затоа што ако продолжи овој тек, како 300-500 луѓе од Слупчане само минатиот месец ја напуштија државата, тогаш нема кој да збори албански јазик. Ќе имаме закон, тоа може да биде втор службен, а ќе немаме албанци или толку малку ќе ги има. Забораваме дека во државата ни се креираат некои канцерогени политички структури кои, како што е миграцијата, например, или проблемите во правосудството, кои они во момент може да не ве заболат, но кога ќе метастазираат многу во системот, тогаш и диагностифицирањето и лекувањето ќе биде и прескапо и неуспешно. Мислам дека уште не е прекасно. Треба да размислуваме првенствено како да направиме успешна држава која ќе биде во служба на граѓаните. Да има благосостојба. Да, така е. Ако се точни овие сега предвидувања, ти реков дека неколку пати се одложува кога ќе се случи таа фамозна реконструкција веќе. Предпоставувам дека и овој викенд ќе бидете запатен, ќе бидете викнати на разговори кај премиерот. Времето полека за овој ТВ брифинг истекува. Јас ви благодарам на учеството. Благодараме на вас. Вам, господине Гаши, и на колегата Исти. Благодарам. И почитувани, тоа беше уште еден брифинг на Еден ТВ. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.